Екипата на Ја сакам Македонија беше дел од иницијативата на голем одмор со Леон. Леон, 12-годишно момче со аутизам, учи во основното училиште Рајко Жинзифов во Драчево. По покривање на прашањето од страна на неговата мајка за различностите и нивното прифаќање во училиштата, група хумани граѓани направија иницијатива да поминат еден голем одмор со Леон. Пожарникари, полицајци, спортисти и пилот се дружеа со Леон на голем одмор. Не може со зборови да се опише реакцијата на Леон кога ја отвори вратата и не здогледа нас. Неговата насмевка и неговото воодушевување беа доволни да знаат сите присутни дека се на вистинско место во вистинско време. Здраво. А од каде идејата и која е главната порака од оваа дружба, ни зборуваше главниот иницијатор за средбата, планинарката и алпинистка Ирина Дишо. Идејата и иницијативата навистина дојде спонтано. После споделување по социјалните мрежи еден вирален пост, меѓутоа пораката, тоа е најважното нешто што треба да го кажеме, е дека треба да им се даде поддршка, да се крене гласот, да се крене свесноста на родителите пред се, па потоа и на децата, за сите деца кои што се засегнати, односно за сите деца со атипичен развој или деца на инклузијата. Тоа е главната порака која што денес ние дојдовме тука да ја пренесеме и токму затоа одбравме различни видови на професии, да се подружиме со Леон, да го помине времето со нас и се надевам дека оваа иницијатива ќе се сподели во повеќе училишта каде што има деца на најразлична возраст и да им се даде едноставно поддршка. Тоа е вистинското нешто што им треба. Леон се поздрави и се запозна со сите. Неизмерно среќан ги прифати сите подароци од гостите на неговиот голем одмор и за секој еден посебно се израдува. Емотивна и топла беше средбата. Присутните, луѓе со сериозни професии, професионалци во својата работа, беа емотивни и не можеша да не се забележи нивната возбуда и радост што се тука со Леон. Го прашуваа и одговараа на неговите прашања, а Леон постојано со насмевка. Пресреќен и весел, беше одлично друштво. Поразговаравме кратко и пред нашата камера за неговиот најубав голем одмор досега. Како си помина денеска на голем одмор? Убаво. Со кого се запозна, со кого разговараше денеска? Со полицајката Кате и пожарникарите. И кошарката и планинарката. Браво, Леон. Дали ти беше интересно, кажи ми? Да. Ти раскажува интересни работи за нивните професии, ги праша нешто интересно, дозна нешто ново? Да. Нови подароци. И подароци доби? Браво. Кажи ми, дали може да кажеш дека ова ти беше најубавиот голем одмор? Би беше овој најубавиот. Овој голем одмор со Леон дефинитивно беше еден од најубавите за сите присутни. Се гледаше задоволството кај нив, нивната среќа и секако нивната искрена емпатија, подадена рака и поддршка во секаква смисла. Кошаркарката Едина Муса емотивно ни кажа дека штом слушнала за иницијативата, без размислување се приклучила. За оваа иницијатива слушнав од Ирина, односно таа ме покани и со одма прифатив затоа што јас сум тренер кој работи со деца и сум таа која, да кажеме, е втор родител на помладата генерација и сакам да испратам една порака колку е важно децата да работат како тим, да нема тргање на страна од одредени деца без разлика дали е атипичен развој или не. Децата се едно треба да подеднако да растат, да бидат вклучени во активности и мислам дека како родител многу ме допре оваа ситуација со тоа што искочи на социјални мрежи и тоа што всушност се случи со Леон и мојата порака е секој родител, значи како што каже Ирина, да го едуцира, да го учи своето дете, дека сите се еднакви и сите треба заедно да бидат вклучени во сите активности. Кажи ми само што како си помина денес. Многу си поминав, искрено, убаво, емотивно, многу ми е мило што го запознав Леон.
Од оваа средба секој научи и доби нешто, не само Леон. Иако подобро размислиме, како што каже и директорката на училиштето на Леон, децата побрзо учат и полесно прифаќаат. Возрастните се тие кои треба да се потрудат. По покана или на повик од родителката на Леонче, нашиот Леон, јас веднаш се согласив за средбата и за целиот овој настан кој што денес беше во нашето училиште. Она што беше најдоминантно во однос на случувањата беше радоста на Леон. Овие ученици, овие дечиња имаат потреба од голема љубов, имаат потреба од големо прифаќање, не само во средината каде што живее, не само во средината каде што пошироко живее, во училиште, во клубови, во секции и така натаму, и во општеството воопшто. Сушност, овие дечиња имаат потреба од преголема поддршка и од страна на возрастните. Може би кај нас треба да се работи од тој аспект, затоа што дечињата секогаш полесно ги прифаќаат сите промени кои што не идуваат. Меѓутоа, возрастните никогаш знаеме да ставиме некоја кочница или бариера во однос на прифаќање на нешто што е, ајде да кажеме, непознато, различно од нас и така натаму. На оваа средба не постоеа бариери ниту кочници. Сите слободни и водени од емоциите му го направивме големиот одмор на Леон прекрасен. Се поздравивме, си заминавме со позитивни чувства, а Леон продолжи во уште една мала авантура со нашите пожарникари. Голем одмор за мерак.